во 16 часот ќе започне протестот, а едно од темите за денешниот протест, односно Конфедерацијата на слободни синдикати ќе застане пред собранието и таму ќе ги искаже своите барања до народните избраници, односно пратениците. Еве го прашувам председателот, првиот човек на Конфедерацијата, господинот Благај Ралковски, да го искоментирате донесувањето на петиот пакет економски мерки и тоа дека многу голем број работници ги чекаат тие пари со веќе денови, веќе нели се згуснува ситуацијата, се чека, а се уште не е изгласан петиот пакет мерки. Ваш коментар во однос на тоа, па ќе се осврнеме и на протестот. Пред се ви благодарам на поканата и на можноста. За петиот пакет мерки можам да кажам само една ретроспектива на првиот, вториот, третиот и четвртиот. Имаме многу работници кои што не земаа плата, а работодавачите земаа помош за плата за нивните работници. Дел не ја земаа платата, дел земаа многу помала плата, дел земаа 1 или 2 денари. И повеќе би разговарале како овие работници живеат една година, како обстануваат една година. И би разговарале како работниците обстануваат во јануар, февруар, март, еве го април, во оваа здравствена и економска криза. Значи, ова не треба сега да се носи, треба предвреме да разговараме. Ние многу пати упативме апел до надлежните и кога разговаравме за петиот сет мерки, и кога разговаравме за четвртиот и третиот, да не се повторат овие грешки, дадовме наш предлог парите да идат директно на сметките на работниците. Но очигледно нема слух која е позадината и која е целта, не знаеме да кажеме. Така, ова е една од причините за кои меѓу другите причини за кои протестирате денеска. Може да ми наведете мал дел од тие причини што веќе со денови ги изјавувате во јавноста? Па има безброј причини. Може да кажам не десетици, стотици причини. Илјадници причини. Значи, немаме пристојна минимална плата која што не сакаат да разговараат за да најдеме една бројка која што ќе бидат задоволени сите страни. Покачуваме минимална плата 1,7, имаме инфлација од 2% во месец март, можете да замислите колку е покачена минималната плата. Непочитување на законот за безбедност и здравје при работа, пензијско и инвалидско осигурување, каде што не се исплаќа 100% боледување, им следува на сите работници со закон, кои што се заразиле на работното место или кои што се во самоизолација. Се обидуваат со разни одлуки заклучоци на влада да ги укинат законите. Зборувавте за притисоци на работното место, што е со тоа? Па, немаат слух да ги слушнат нашите барања, каде што бараме да се почитуваат законите, пред се минималната, закон за минимална плата, закон за безбедност и здравје, закон за пензијско и инвалидско осигурување, закон за работни односи, но затоа, кога ќе завршат тие состаноци, ние трпиме големи притисоци, терор врз синдикалните лидери, отпуштање, деградирање, преместување од еден град во друг град, од една установа во друга установа, деградирање на многу нива подоле, обид за растурање на синдикалното организирање. Паролата која што е доста е претеравте, не ја измисли раководството на КСС, тоа е парола на членовите на КСС кои што секојдневно се јавуваат и кажуваат еве ќе претераа со ова што го прават кај нас и со притисокот кој што не го прават. Затоа е таа парола доста е претеравте и треба да се прекине со ваквиот терор. Така, што ќе побарате конкретно од пратениците, а што од владата? Пратениците се народни пратеници кои што работат во законодавниот дом, избрани од сите нас граѓаните на оваа држава и од сите работници. Тие ги носат законите, тие се чувари на законите, тие избираат оваа влада, тие ги избираат овие министри кои што седат во оваа влада, тие ги кршат законите кои што ги носи законодавниот дом. Затоа ќе побараме да излезат надвор и да го кренат гласот против кршењето на законите, токму од оние кои што тие ги избираат во законодавниот дом. Така, сосема за крај, дали очекувате масовен протест во однос на тоа што сите синдикати и организации широм во државата ви дадоа поддршка, дури и меѓународни организации ви дадоа поддршка на протестот? Да, КСС е редовна членка и на Светската и на Европската конфедерација на синдикати. Видовте во поддршката, тие веќе се запознаени и беа минатата година да се уверат на лице место што се случува со синдикатот и какви се тие притисоци. Ја увидоа, ја констатираа фактичката состојба, можете да видите во писмото нивно дека сериозно се загрижени за нашите права.
Констатирано е и во последниот извештај на State Department дека сериозно се загрижени за слободата на синдикалното организирање. Подршка имаме, значи од сите страни, тоа кажува дека работникот е осиромашен, дека е притиснат во ќош, но ќе кажеме, денеска е символичен предупредувачки протест. Доколку не наидеме на разбирање од власта да прекинат овие девијантни случувања, овие значи не секојдневни, непристојни притисоци кои што се вршат врз нас како синдикат, како синдикални лидери и вклучително после продолжува и во сите работници, дека КСС ќе ги радикализира своите делување. Дали ССМ ви даде подршка? До вчера немавте официјалната подршка од нив. Еве јас излегов пред 5 минути од Конфедерацијата на слободни синдикати. Од сите синдикати, значи само Унијата на независни синдикати на Македонија даде од синдикатите, зборам, безрезервна подршка и ќе дојдат и ќе го поддржат протестот. Од Сојузот на синдикати на Македонија, што за длабоко жалење, од нашиот братски синдикат кој се обидовме заеднички да седнеме на маса и да ги заштитуваме работничките права, па и од Конфедерацијата на синдикални организации од СОМ, до сега немаме никаква подршка. Така, ви благодарам. Благодарам. Искрени остануваме секако да го проследиме протестот кој ќе повторам ќе започне пред зградата на македонската телевизија, ќе продолжи пред законодавниот дом, а ќе заврши овде пред владата.